Среда, 14 август, кратки вести во 12 часот. Во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид изминатиот период се вршеа градежни активности. Благодарение на општествено одговорни компании, управната зграда доби нова фасада и прозорци, променете дел од кровот што беше со азбестни плочи, а добиена е и нова машина за чистење на подови, информираа за Супер радио од менаџерскиот тим. На представници на компаниите Јосифов, Кармен Бау Центар, Пепе Компани и Охридски бисер Филеви, Ала Компани и Скендерпром им беше врачена икона од Свети Еразмо. Собранието на Република Македонија вчера усвои закони со кои 3 природни локалитети во земјава добија посебен заштитен статус. Со посебни закони Охридското езеро и кањонот Матка се прогласуваат за споменици на природата, додека Студенчишко блато кај Охрид ќе има статус на парк на природата. Владата уште лани во февруари донесе одлука за прогласување на кањонот Матка за заштитено подрачје во трета категорија споменик на природата, додека за Охридското езеро ваква одлука беше донесена во почетокот на оваа година. На социјалните мрежи се повеќе фотографии од пожарот на планината Галичица сликана од автокампот Љубаништа. Фотографиите се најдобар доказ за нашата колективна негрижа кон заедничкото и највредното, како и круна на она што со децении не се прави за да го заштитиме најскапото кое го имаме. Сликана од брегот на езерото, за кој исто така малку или воопшто не се грижиме. Пожарот гори помеѓу две езера од кои авионите или хеликоптерите можат бргу да црпат вода и да се обидат да го санираат. Сега си од албанска страна и повторно како да изостануваат резултатите. Префрлањето на вината на тие пред нас е само алиби за тие после нас да ја префрлаат на нас. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен јужен ветер. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 35 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.